На 18 ноември, во рамките на одбележувањето на 100 годишнината од постоењето на Кочанскиот православен храм, беше промовирана книгата Црквата Свети Великомаченик Ѓорги, еден век постоење, во издание на општина Кочани. На промоцијата покрај голем број верници присуствуваа владиката Еларион, предходниот градоначалник Ратко Димитровски и новиот Николчо Илиев, кој во своето обраќање истакна. Како општина, го искористивме овој двоен јубилеј да оставиме во наследство на идните генерации дело кое представува кратка историја на храмот. Повикувам сите да се грижиме и придонесуваме во чувањето на локалната историја, индивидуално, семејно, институционално. Тоа е вистинскиот начин да покажеме нашето родолюбие. Така ќе придонесеме во развојот на колективната меморија и сознанија за минатото, сегашноста и иднината. Делото, чии автори се Илинка Атанасова и Љубинка Ајтовска, представува пресек на историското и духовното живење на храмот Свети Великомаченик Ѓорги и обид за систематизирање на значајни податоци, факти и документи од живењето на Кочани. Публикацијата се работеше во времето на двајца градоначалници. Ја започнавме со предходниот градоначалник Ратко Димитровски, а ја завршивме со актуелниот Николчо Илиев, што ја покажува обостраната поддршка на издаваштвото и на важноста на печатената локална историографија. Делото на кое работевме цела оваа година е идеја што ја поврзавме благодарение на испишаната година на сводот на северната страна во храмот 1917. Податок што не подсетува дека пишаните податоци се многу важни. Првичната идеја да создадеме мала брошура еве како заврши. Книга, монографија од 100 страници. Книгата содржи податоци за неколку традиционални свештенички семејства од Кочани и каталог на икони и други богослужбени предмети како дел од ова издание и дава посебна историска уметничка тежина. Иако книгата носи наслов Еден век постоење, ние во истражувањата кои што ги направивме во архивите, во библиотеките, со нашите соговорници, во литературата која што досега е публикувана, имаме податоци дека храмот Свети Ѓорги постои барем 200 години, односно малку повеќе од 200 години. Поради тоа дадовме еден поширок хронолошки и просторен опфат во целото ова дело на улогата која што ја има христијанската црква во Брегалничкиот регион. Рецензент и промотор на делото е професор магистар Александар Атанасов, кој нагласува дека со расветлувањето на генезата на храмот Свети Великомаченик Ѓорги и хронологијата на формите низ кои обстојувал и се развивал, се развиваат колективната меморија и сознанијата за минатото, сегашноста и иднината. Историјата за мене е огледало на душата, на оние што ја создавале едината. Таа е трајна озраченост од која ќе црпат нова сила и вдохновеност генерациите по нас. А токму се она што го напоменав, а е поврзано со храмот Свети Ѓорги, го најдов монографијата Црквата Свети Великомаченик Ѓорги, еден век постоење, од почитуваните автори магистар Љубинка Ајтовска и Илинка Атанасова. Според научната историска методологија, авторите користат научна анализа и синтеза во обработка на целокупната релевантна фотографија. Во монографијата посебни историски податоци се извлекуваат од оставната архивска граѓа, публикувана и непубликувана. Освен тоа, изнесените тези се подкрепени со опширна библиографија и релевантна изворна литература, со што се заокружува научното истражување на оваа тема. Во свој одговор, владиката Еларион ја нагласи поврзаноста на црквата и верниците, која се истакнува и низ заедничко градење нови храмови и взаемно обстојување. Се надевам дека, и како што сите знаете, ова црква е веќе преполна со верниот народ и се радувам, и дека на градот Кочани му треба уште светилишта. Се надевам дека во најбрзо време, заедно со нашиот градоначалник и со сите вас, ќе ги осветиме, ќе ги доизградиме и осветиме ново започнатите цркви, едната посветена на светото благовештение Христово
а пак другата на Светото Преображение Христово. Инаку, колку да знаете, до укинувањето на Охридската архиепископија, древната слава на Охридската архиепископија било благовештение. Така да ние во Кочани ќе имаме таа чест да имаме црквата посветена на Светото Благовештение, на радосната вест која што Господ Бог преку Архангелот Гаврил му ја соопшти на човечкиот род. Пред промоцијата во црквата Свети Великомаченик Ѓорги си ја одржа литургија со која чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички господин Иларион.